Јас сум учителка Мими од градинката 8 март, а денеска ќе ви зборувам за бактерии. Ајде да видиме што се тоа бактерии и каде се ги има бактериите. Мама често ни кажува, кога ќе дојдеме дома, прво што треба да направиме да си ги измиеме рачињата со сапунче и вода. А зеленчукот и овошјето редовно да го миеме пред јадење. Нели другарчиња мама е во право? А знаете ли зошто? Затоа што таа се грижи за нашето здравје да не се разболиме. Бактериите се многу мали. Се помали од најмалите бубачки. Тие во споредба со нив се како најголеми планини. Еве, дечиња, во оваа капка вода има многу бактерии, но ние не ги гледаме. За да може да ги видиме, потребна ни е направа која се вика микроскоп. Ако ставиме капка вода под микроскоп, ќе видиме многу бактерии што живеат во неа. Еве овде може да видите како изгледаат тие бактерии под микроскоп ставени. Бактериите се насекаде околу нас. Во почвата, во растенијата, во храната, во дождот и во водата. Исто, бактериите може да бидат присутни и во живите суштества, во животните и во нас, луѓето. Ако немаше бактерии на земјата, немаше да има и живот како на месечината. Има разни видови бактерии, лоши и добри бактерии. Има и млечни бактерии за добивање на млечни производи. Ако тие се додадат во млекото, ќе добиеме сиренце, кашкавал и урда. Од квасните бактерии се прави квасец кој помага од тестото за да се направи лепче, гевречиња и кифлички. Кожата го штити човековото тело од бактерии и вируси, кои се наоѓаат на површината на кожата. Еве овде може да видите како изгледаат вирусите под микроскоп, еве ги тука и бактериите. Во нашите црева има многу бактерии кои помагаат да се преработи храната. И затоа имаме цревни бактерии. Лошите бактерии се предизвикуваат од разни болести. Тие може да се најдат насекаде околу нас. На држачите во автобусите, во корпите, во маркетите, парите, кваките на вратите и мобилните телефони. Сега, дечиња, мислам дека научивте за тоа што представуваат бактериите. Затоа треба често да си ги миете рачињата со сапунче и вода. Еве, како некои ваши другарчиња си ги замислуваат, тука може да видите бактериите и вие може да направите вакви слични изработки. Интересни се, нели? Може да се обидете. Еве овде имаме бактерии кои што се изработени со мрсни боички и тука имаме со темперни боички. Довидување, другарчиња!